Недостасуваат околу 1.200.000 денари на сметката на штипското предпријатие Стипион за да вработените кои работат на одржување на улиците и на наплата на паркинг просторот си ја земат редовната плата, информираше на денешната пресконференција градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. Тој истакна дека овие пари треба да се обезбедат од општинската каса, откако вчера објави дека недостасуваат околу 4 милиони денари за плата за вработените во општинската администрација и во комуналното предпријатие Исар, денеска оваа сума се зголемува за дополнителни 1.200.000 денари. Што значи дека околу 1 милион денари беа фалеа на сметката за да се исплати плата за општина Штип и 1,2 милиони денари кон Стипион, тоа се веќе 2,2 милиони денари, што се однесува до јавното предпријатие Исар. Во моментот кога веднаш после изборите, после вториот круг, таму недостасуваа сите пари, јас претпоставам дека беа за плата, а таму платата е околу 9 милиони денари. Во овој момент на сметката на Исар за да се исплати плата фалат уште околу 3 милиони денари. Така што во овој момент на општина Штипи се потребни 5,2 милиони денари за да двете јавни предпријатија и општината си ја земат заслужената плата. Бочварски потенцира дека ќе се истражува за кои проекти на една штипска градежна фирма се исплатени над 1 милион денари во вакуум периодот од 2 дена, кога претходниот градоначалник си замина од оваа функција до моментот кога тој ја презема и го добива уверението за 4-годишниот мандат. Бочварски истакна дека веќе се прават напори за да над 700 вработени кои се под ингеренција на локалната власт се ги добијат своите плати. Сакам да упатам уште еден апел дека денеска ги правам сите напори и во текот на утрешниот ден да овие средства кои што недостасуваат кон двете јавни предпријатија и на сметката на општина Штип да се обезбедат средствата најбрзо што е можно. Ако треба, една од варијантите е да се повлече и кредит за да вработените не трпат, бидејќи ова кое што ни се случува е поради неодговорното, некоректното, несовесното однесување на Илчо Захариев и претходната локална власт. Во текот на наредните денови ќе се донесе одлуката како ќе се обезбедат парите за исплата на плата на вработените во штипската локална власт, кои имаат своји редовни обврски, но и кредити за плаќање.